лоши којоти. Зар не ве радува патувањето во еден од нашите најголеми национални паркови? Дали е тоа Селесте? Ова е ново шоу во кој може да следиш се што се прави. Никогаш не верувај на типови што носат маска цело време. Џон се врати во градот и не остави. Вистинскиот Гарфилд никогаш не би одбил лазања. Вие сте вистински ракуни! Ова е тоа, момци. Пустината почнува одовде. Како дозволи овие ракуни да ми измама толку долго? Гарфилд оди и Нермал останале во шумата цела ноќ! Ова е најновата песна на суперзвездата Селесте Сенклер. Те сакаме Селесте. Но дали е уште омилена? Дали кариерата ја заврши на 16 години? Не. Тоа се зборува за незиниот концерт вечерва. Барав на местото каде што кампувавме, нема ни трага од нив. Сигурно почнале да се движат, што значи може да се било каде. Може да си одеме дома. Никогаш веќе нема да ги видиме. Но барем ќе стигнеме навреме за концертот на Селесте Сенклер. Гарфилд! Оди! Нермал! Каде сте? Ви реков, тој автобус оди во друг правец. Слушај. Доаѓа автомобил. Еј, застанете! Овде сме, застанете! Станете! Чекај, гледам уште еден долу по патот. Меѓу оние што мислат дека кариерата на Селесте Сенклер е завршена и музичкиот продуцент Тайлер Едж. Песните на Селесте станаа предвидливи и здодевни и ќе чуете колку се Предвидливи? здодевни на вечерашниот Ке види концерт. тој. На сите ке им покажам убаво. Тоа е лимузина. Да им го привлечеме вниманието. Не ми треба ова во животот. И токму, баш сега, кога треба да најдам нова чистачка. Господице Сенклер, ќе стигнеме во салата за... Што се случува сега? Ништо не можев да сторам, мадам. Одеднаш се појави на сред пат. Ти, се надевам дека имаш добар адвокат. Чекај, нели е Селесте Сенклер, тоа е пеачката што ја обожуваат Друсила и Минерва. За жал, ќе мора да ја смениме гумата. Целиот багажник е полн со ваши слики со автограми. Дали си сериозен? Јас треба да настапам за помалку од 2 часа. Тогаш тргнете пеше, господице Сенклер. Салата е на 1 час пешачење одовде. Јас ќе тргнам натаму. Да пешачам? Може да дојдеш со нас, ние одиме натаму. Само да си го земам лаптопот и се што е необходно. Гери, сметам на тебе. Ти си мојот менаџер. Мора да смислиш некој нов звук за мене. Вела дека сум старомодна, на 16 години. Исто така ми треба и нова чистачка. Пријатно. Доцнам, ми студи, уморна сум, жедна сум, се изгуби во пустината. Изборувам со куче и 2 мачки. Ете, тоа е колку лошо ми оди. Изгледа конечно е сретна твојата сродна душа. Нермита е поголем плачко и од тебе. Може би, но јас сум многу посладок. Што беше тоа? Не знам, но се сеќавам дека еднаш јас испуштив таков звук кога заспав со опашката до нишалката. Којоти! Дојди тука, сину на цагали. Што зборува оди? Јас сум Кавоса, сине на Нумуну. Ти ги навреди нашите предци. Такво злосторство мора да биде казнето.
Ова мора да е некоја грешка. Один никогаш не навредил никого. Јас од друга страна мислам дека... Којот не смее да оди заедно со човек или мачки. Не, тоа е некоја грешка. Видете, Оди не е којот. Срцето на вистинскиот којот е полно со храброст. Докажи дека си храбар и ќе ве слободам тебе и пријателите. Воспротивно? Никогаш нема да заминете од пустината. Нема да ве пуштиме. Не додека не докаже дека е храбар. Плачеш? Така не се докажува храброста, Оди. Гарфилд, стори нешто. Шефе, ова куче е едно од најхрабрите суштества на 4 нозе. Мора да го докаже тоа, мачко. Можам, да. Може ли да го позајмам ова? За среќа веќе има извадоци од оваа епизода на интернет, еве. Многу се брзи, да знаете. Ќе ви покажам како Оди докаже колку е храбар во последните 24 часа. Еве го овде, храбро избега од рој отровни инсекти, откако со една рака им го уништи живеалиштето. Потоа храбро скокна во еден од најстрашните водопади на светот. Погледнете. Храбро се качи на грбот на алигатор. И најхрабро од се седеше и слушаше додека Нермал пееше соло во третата епизода. Погледнете. Храбар е, нема сомневање. Можете гордо да си одите. Да пееме во негова чест. Сгрешив во врска со тебе, брате. Приказните за твојата храброст ме инспирираат. Не, господине Едж, жал ми е, ама приемот овде е многу лош, но ќе пристигнем навреме за концертот, да, секако. Концертот ќе почне во живо на телевизија за 20 минути, никогаш нема да стигнеш на време. И како и да е, твојот глас е лош. Може би сум луд, ама звучиш како да си пешачела низ пустина. Нема, ама баш никаков проблем со мојот глас. Слушај. Уау, тоа е одлично. Твојот глас и оној звук што го слушам во позадина, тоа е твојот нов звук, Селесте. Твојот нов хит. Браво! Сите вие, не знам дали може да ме разберете, ама морам да стигнем на концертот за 20 минути. Сакам вие и вашите којоти да дојдат и да настапат на телевизија заедно со мене. Ние да пееме на телевизија? Секогаш сум сонувал да бидам на телевизија. Еј, сега ми текна која е. Тоа е Селесте Тоа ми е Сенклер. омилена пеачка. Како да ја однесеме на концертот на време? Може би ќе помогнете ако го ослободите овој стар вагон. Побрзо, момци, побрзо! А што ако никогаш веќе не ги видиме Гарфилд, Оди и Нермал? Тоа би било многу тажно, војко Џон. Но сега сакаме да го гледаме концертот на Селесте. Дали сте подготвени за Селесте? Да, Селесте, 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 Селесте Сенклер. Којоти? Dreams of the waterways and the streams. All the traffic and disease made me yearn for the trees. And this is where
This is my homeland. Ќе одам да си легнам. Имам ужасно чувство дека веќе нема да ги видам моите крзнени пријатели. На телевизија се. Што? На телевизија се. Зар това не се тие? Тоа се тие! Селесте! 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 Да! Не знам како му успева. Како да ви се заблагодарам што ги донесовте, господице Сенклер? Па ја најдов адресата на плочката на Оди и помислив дека треба да ги донесам. Потпиши се на мојот споменарте, молам те, сакаме Селесте, за наше можеме да се сликаме? Знаеме дека е лошо тоа што ви го направивме. Нема оправдување. Навистина ни е жал, момци. Да, во право се, многу ни е жал. Само што никогаш досега не сме имале прилика да живееме во вистинска куќа. Да, тука е супер. Во право е, има многу садови за миење, а ние го обожуваме тоа. Кога ќе се вратиме во шумата, многу ќе ни недостига куќава. Да се живее во куќа. Што ќе правиме сега со нив? Па, јас сега морам да одам. Морам да најдам нова чистачка за мојот дом. Ќе им најдеме работа. Добри вести за суперзвездата Селесте Сенклер. Со месеци бараше добра чистачка и конечно го реши тој проблем. 3 ракони кои сега живеат и чистат во незината куќа со 36 соби. Местото е безпрекорно чисто. Куќа со 36 соби? Во меѓувреме, новиот албум на Селесте во продукцијата на Тайлер Едж стана број 1 во светот. Ова е голем успех за неа и за придружните вокали, друштвото Којоти. Којотите неодамна снимија и своја песна и подпиша договор за настапат на филмови. Подпишале договор? Да снимаат филмови? Оди е во право, убаво е да си дома. Тоа е точно. Важно е да се вратиш дома. Но јас сакам да живеам во куќа со 36 соби. Јас сакам да снимам филм и да имам Сега свој сакам ТВ моето шоу шоу. во невисока резолуција, Јас сакам сакам таа добар куќа. договор, ги сакам сите лазањи И што сакам можам да ги сини изгледам, сакам да звезда пеам на авторска радио, права. сакам да снимам Сакам да има песни, на билборди. сакам да имам и моја серија.